Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Јади Бурек. Започнуваме вечерашната емисија и вечерва имаме гости. Тоа се Next Time, Мартин и Стефан. Добро вечер, добре дојдовте. Добро. Повод за вашето гостивање овде кај што ве поканив е вашиот концерт. Значи првим да почнеме веднаш со технички муавет, каков концерт, кога, каде, што, како и така натаму, а потоа ќе влеземе у нашите пријателски муабети. Мислам дека не е повод нашиот концерт, дека традиција ни е ова еднаш у годината да бидеме гости. Колку ве сакам, луѓе, ајде Ова е као слабост. Мене сте ми слабост. Мене сте ми слабост затоа што знаете, ајде да не ја повторуваме таа приказ, да кажеме више изгуглане. Тука сме, нели, фала ти на поканата, Јанко. Секогаш ни е драго што доаѓаме кај тебе. Тоа е искрено, затоа што те сметаме, зборам во името на двајцата, за еден од подобрите водители. И прв промотор на нашето дело. Да. Тоа по највише по игра на случај и сум преблагодарен, иако и ден денес не знам како така се требало случи. да биде. И тука сме, нели, за збориме за нашиот голем настана. Тоа е големиот концерт на 17 декември во Скопје, во салата Јане Сандански. За прв пат ќе се одржи музички концерт. Таму? И да, и веруваме дека ќе приредиме еден добар музички спектакл. Океј. Next Time немаат концерт. Имате ли концерт до сега самостојно Имаме, направен? да, 2009 во Универзална сала. Во Универзална Значи, сала. тоа е една година од, речиси, од постоењето на Next Time. После Евровизија, Евровизија беше мај месец, декември месец се решивме да правиме концерт во Универзална сала и беше исполнета до последно место ни сами не знаеме како, затоа што тогаш останавме без продукција, меѓутоа работевме со една жена, Симона Негриевска, која што ни помогне исто околу концертот, меѓутоа бевме, да речеме, без онака официјална продукција и не знаевме како да тоа се организира концерт, не е мала работа, нели? Сами го направивте концерт? Да, заедно со Симона Негриевска, имавме неколку спонзори, салата добивме бесплатно затоа што бевме првиот публика, мислам дека на радиски фестивал Марс. Така, па ви следуваше. И искористивме нешто затоа што сметавме дека е време за тој концерт и на наша среќа испадна се како што треба. Но велите, тоа беше една година на Next Time, но вие работите Откако се оформивме, да. како Next Time. Да. Ама претходно вие поинаку се викавте. Се викавме Карваш бенд, свиревме по пабови, по Кога дојдовте кај мене прв пат. Excess и Карваш бенд, така се викав. Две имиња имавме на истиот бенд. Едното беше за авторска музика, пробавме некоја авторска музика, а другото беше Карваш бенд за кавер бенд, нели, као свириме по нокни клубови, забавуваме. Не, дојдовте со оригинални песни кај мене. Да, така се викавме Excess. Excess. Така. По парфем. Парфемот Excess. Ама бевте по рокерска фаза тогаш. Да. Со Next Time кога го направивте овој концерт, исто имаше остатоци од таа рокерска фаза, да речеме малце појака. Иако стилот останавте рокери до денеска, ама еволуира. Не гледа спрема имиџот, повише не гледа и појавата како рок-н-рол изведувачи, меѓутоа музиката и не беше баш рок-н-рол таа што почнавме со Next Time. Беше некој вид на поп со примеси на гитарски некои делови, што за тоа време беше, нели, ново за нас, супер за нас, меѓутоа, знаеш, како растеш и созреваш, животот те носи кон други идеи, други правци. Ете, тука сме сега. Животот, кога дојдовте кај мене, колку години имавте? Па 20, не, 20 да не Со тој другиот бенд? Да, 20. 20 или 21, така нешто. 21 година се појавивме со Next Time, како Next Time 7 мај. На 22 на Евровизија отидов. Да, 20 години мислам дека. Така многу давно беше, тоа беше пред 16 години. Дечиште. Значи оддавна сме почнали да ти кажам право. Архивата треба да покажеш некој. Али не постои. Али знаеш, има на YouTube, да. После ќе најдеме на пауза
Мене ми треба, слушај, ја не знам уште колку ќе терам кариерава, али сакам све што има Има, мое има. да соберам, да ставам Знам. Само некака. ние не ќе да го објавуваме тоа. А неќете Многу да го чудно објавуваме. се понашава. Може ли А ми го ветивте и прошлиот пат не го добив. Ќе го не знам, најдеме може после и на на YouTube, ја YouTube го има знам, некоја го знам снимка. Да кај не го клипот. злоупотреби некој вие страф. Не, па мислам дека имаме и CD, го чуваме со тие настапи. Снимка? Меѓутоа треба да го побараме. А знам дека на Не, YouTube има ај сега направите го концертот, па ќе збориме за тоа. Значи, уште не фативте 40 години. Не, рано е, чекај. Види како изгледам у него, ајте го. Не, бомбони сте, топ сте. 36 години супер. имаме, да ти кажам право, значи сме почнали на 21 година со као Nextem. Кој на 20, кој на 21. Он на 20. ја на Дека е 20. постар, 5 минути. 5 минути? Да. Преку полноќе? Не, мислам дека не родија Сабајлечки. 11 саат, така негде. Треба Така? да викнеме 11 и пол. мајка ми да ти да каже тоа. Ни нас не ни е јасно баш точно кое време сме родени. Пише у крштеницата, ако дзирнете, чисто заради хороскопското, Ќе а видиме, нели, Ќе видиме. у која куќа ви влага. Мислам дека Ретрограден. околу јас сум роден 11 не и ме 20, интересира а он е некој 10-5 Кажи минути сега, ќе покасно. ни дојдеш ли на концерт? Кога е концертот? 17 реков. Значи, вака, као што знаеш, јас сум во прилично лоши здравствени мигови, периодов, и ако не залегнам негде у некој болнички кревет, ветувам дека Не, ќе ви дојдам млад у си Јане ти. Сандански, ќе ми биде задоволство. И стварно, Мислам мислам, дека одлично изгледаш. не се- само се тоа, примета него би бил дволичен да не се појавам таму. На страна што сум водител, што сум новинар и така натаму, ќе ми биде задоволство. Кога е тоа, што ден се паѓа? Сабота. Види, знаеш што мислам ја, Така. не дека е наш концерт. Пред се ние изведуваме стари, нели, концертот ќе се состои од стари патриотски изворни песни. Значи, А ја како стар патриот, што ние сме ги војвода, обработиле, и војвода у Трета. пензија. апелираме и периодов сме многу активни на социјалните мрежи да се дојде на концерт, да се купи карта, Во ред, да не се бара гратис. ќе купам карта, со цел затоа што сметам дека мора да се негува преку нас, почнувајќи од овој концерт, па има нели и други изведувачи од овој тип, нели, што ја негуваат старата изворна песна, да се негува македонска традиција и култура, и апелираме и што е можно повеќе деца да дојдат, затоа што тие се нели идни генерации кои што ќе раскажуваат за концертот, ќе ги запамтат песните преку наша изведба и слично. Значи мислам дека ќе биде така. Добар Кој ви концерт, помага организационо како продукција овдека сега за концертот? ова? Партнери сме со Иноватива. Тоа е продукција на Сања Николич и Марко Слаткар. Пошто ние сме и школски другари, они стојат позади нас како букинг агенција за сите наши концерти и настани. Едноставно, кога имавме избор со кого би работеле концерт голем во Скопје, се одлучивме со нив да одиме затоа што и највеќе се познаваме. И да ти кажам право, убаво иде се, целата припрема е тука, малце е стресна, меѓутоа тоа е нели дел од кариерата, дел од Знаеш, животот, да е стресен животот до последниот момент. не се сомневам, мислам дека најголемиот страф, еве се пријателски збориме, е дали ќе се наполни сала, дали ќе дојде публика. Па не ради тоа што ние очекуваме некој голем профит да земеме да се збогатиме од ова. Како артисти, искрено да ти кажам, Јанко, најголем успех е музичар да пее пред публика. Па Затоа тоа што зборам, ние го не, правиме, знам дури кога се дека креира секоја ова ќе уметност, покриете трошоци само Да, што и секоја да биде, уметност нема која да се збогатите, тоа е види, сигурно. кога креираме и секоја уметност и се што ова сме го направиле, сме го искреирале за нив. И сега доколку ти искочиш и не го осетиш фидбекот од нивна страна, почнува многу мисли да ти течат низ глава, зошто, каде, дали ние сгрешивме, дали публиката Но имавте штих проби, излегувавте пред Меѓутоа- навивачи, излегувавте на некои настапи. Да, Како ви изгледа све тоа? меѓутоа уверени сме дека концертот ќе биде фантастичен. Да ти Музички
Да ти дам америчко знаме, да не Значи, сакаш 5 сат- руско, Слушај, имам кинеско, 5 британско. сата гостив да збори и секогаш земам ја да зборам, он менја знамењата. Не, извини, ама гледам тука у македонска телевизија сум, нели, те сонце сте се и хрватско знаме позади. Да, Викам, затоа чекај што- македонска да го Затоа ставам. што имам лична фамилија во... Се шалам. То се земите кај што јас сум бил. Ако, сите земе ги И почитам. си ги собирам и стојат веќе Да. 15 години. Единствено, во Кина не сум бил, но татко ми беше, па затоа стои кинеското. Нема никаков проблем, Супер, си ги не, убав сакаме концепт. сите балкански земји. Па и мојата девојка има корења, нели, една половина од мајка е хрваткиња, така да тоа е таа. Ке те жениме? Него прв. Да, Него јас. прав. Чекај сега, Он како се го зајас искинам, збора. како те искинам добро, муабетов? Јас сум тазе сега. сам ја прекина, запросив уствари. девојката, сега не знам колку си утекти. Не, поима ништо Да, не. готово. Што? Па ја запросив. Ја запроси Ја честито. запросив, Да. Суза ќе Нема биде да тоа. среќна. Ќе те викнам на свадба. Тоа ќе ми биде поголем мерак него 5 концерта, А искрено. прво на концерт да дојдеш, па Прво после. на Готово? концерт. Готово. Да. Само позитивна мисла ги решава сите проблеми. Сметам дека не би требало да се замарате, посебно да ги каните луѓето, мислам мој совет, или посебно да ги убедувате. Човек ќе дојде и без збор да му каже што е внатрешен порив. Ако до сега овие ваши прекрасни спотови, овие ваши феноменални обработки, овие ремек дела од визуелна аудио што го направивте, не ги натера да ги привлече ова да дојде, подобро и да не доаѓаат. Нека не доаѓа на сила. Да, и- Затоа што мислам, стварно изминативе години направивте еден голем исчекор во стилско, естетско, визуелно и аудио свое изразување, морам да признам. Види, тоа го направивме со љубов и со голема креативност. Се надевам, а и уверен сум дека луѓето ќе ни вратат со иста мера. Така да на 17 декември ги чекаме и едноставно да уживаат во нашиот музички перформанс. Јасно е дека она што е на спот, она што е у студио, она што е на CD, после ќе збориме за CD-то, не е исто и на концерт. Колку сега се мачите да го прилагодите за уживо, На концертот ќе биде подобро. па треба да се прилагоди, Јас сум нели? од тие музичари што никогаш не би слушал студиска изведба. Секогаш сакам да слушам од артисти што мене ми се допаѓаат, лайв албуми во живо. Не, пак е погрешно се разбираме. Ајде. Значи, дали материјалот овој што ќе го изведувате, а што е веќе Добро. познативе песни, дали ќе претрпи некој, да речам, Аранжмански. аранжмански, да, Да, и за тоа уживо сакаше да- да кажем, меѓутоа не се свати нормално дека ќе претрпе и тоа е поентата на концертот да не биде презентација на CD-то, пошто CD-то може веќе го имаат, да го направиме истите песни да ги донесеме у некое малце поразлично руво, а да го задржи амбиентист и да се пее исто, меѓутоа пак сакам да кажам дека кога сум одел на странски артисти, сум се воодушевил затоа што артистите ни плагаш карта и добиваш шоу. Значи, дали аудио, видео и сценографија се, добиваш шоу. Тоа сакаме да го понудиме и ние на гледачите. Нема да биде ова концерт само за дојдете да ги испееме песни. Не, дојдете да видите што имаме поразлично да понудиме до сега што не сме го понудили. Па да, како што кажа и не пофали дека со овие нели дела сме постигнале некои нови граници на тоа како треба да изгледа спот, како треба да се однесува секој професионален уметник која креира дело. Познавајќи не, мислам дека треба да веруваат луѓето како не познаваат, треба да веруваат дека се што правиме го правиме да биде направено со сите нишани. Така да ќе се потрудиме и овој настан да остане како запамтен како нешто поразлично што се појавило Ајде да видам што во можам држава. тогаш да исчепкам како изненадување. Значи ќе има изненадување. Ај прво јадрото од бендот. Бубњеви, бас, гитара, клавиатури кои ќе бидат основата кој ќе го следи. На кој бубњеви е Александар Джигер,
бас гитара е Марио. Марио уствари со нас е 15 години. Значи од самите почетоци. Не ја фати емисијата прва кај тебе. Со другиот бенд, ама Да, ама као веднаш Next Time, да. посем тоа влезе. Коста Ановски беше? Ановски Коста, он беше у истиот бенд кој што се Да, појави. да, Си го истиот бенд задржавме кој прв крао, пат да. кога свиревме, као Ексес. Тука ќе биде Бранко, Полина. Никола Битно е да се Мицевски. каже дека Никола Мицевски ќе биде оној сега шеф на бендот. Значи Гоце под од- негова палка е бендот се спрема, Гоце од Синтезис, Гоце Димовски ќе свири во живо сите тие инструменти, нели кавал, зурла, гајда. Ќе има И- уште една ритам секција на ударни Тапани? инструменти, да, значи пошто и сите тие аранжмани кои ќе ги слушнеш е нели препунето со ритам секција, така да викнам уште еден дечко, Антонije, мислам се викаше, од Филхармонија. Виолина ќе биде Владко Крстев, познат на јавноста, свири со Каролина Гочева, исто со Никола Мицевски. Главен се гостин Лозано ќе биде, Владко, со него дружиме и приватно. Ќе испееме една негова песна, една Ќе биде наша со- песна. Вака со специјални ефекти, на пример, некои Тој. огнови. Гласовите ќе ни бидат со специјални ефекти. Оган ќе излегува од нашите уста и нашите Само срца. мелодија, само мелодија. И љубов. А љубовта Не како може, да. оган ќе излезе од нас. Како Да сте живи и здрави. така. Фала ти. Орови, Ќе има, да, па Ќе има Полина е пратечки на вокали. пратечки вокали. И пратечки плюс- вокали, тоа е едно, да? И плюс ќе имаме еден вокал од танец, уште не знаеме кој ќе биде, тоа го одговорен е Никола Мицевски за тоа. Така да од прилика 15 луѓе ќе бидеме на сцената. Мгм. Ќе видиме како ќе биде. Колку е вака се спремате материјалот да биде севкупно во време траење Аха, концерт? Па мислам дека најмногу треба да биде сати 45 минути до 2 сати. Така. Се останате малце како да Мгм. станат досадно. Не, добро, само прашувам. Дали во тие сати 45 што материјал ќе искористите? Целиот албум ќе биде Да, тука. цел Добро? албум ќе испееме, ќе имаме посебен перформанс или изведби на неколку песни кои што Многу не се откриваш, Стефче. не се Многу у овој откриваш. албум, меѓутоа се од Не е Мартин, фер. ај се си мирно, И дај му да- сопче на Малиов нешто. меѓутоа публиката многу ги сака, нема да кажеме кој, затоа што ете така нека бидат изненадување, не сме ги пееле никогаш досега. Ќе ги Тоа се пееме стари прв пат. ваши песни? Не, наши, тоа се не, стари нема да народни пееме од песни. нашите песни авторски што се. Авторска По не старите пееме, да. не. Не. Ова е презентирање на проектот Мајка, цеето пред тебе што е, со плюс песни од истото време. Сите ме прашуваат, а зашто не пеете од старите песни од тие Добро. два албуми што ги имаме? Така. И са ние се бориме да им со тоа да им објасниме Дека не сте Rolling не можеме не можеме да ги поделиме на блокови тие две. Јасно. Не иде едната За со една другата концептуална музика. целина да има, ве разбирам. Да, а у принцип последниве неколку години или 7 години, 8 од кога излезе ја и за Ѓурѓос сме актуелни со ова и мислам дека народот преубаво го прифаќа ова и треба да биде еден таков концерт целосно. Убаво и ми се допаѓа што обрнувавте внимание на своите вокални способности и мислам дека може би уште не сте го достигнале врвот на ваше, мислам дека Па он внимавал, ја не. ти не пазиш. На што врв? Едноставно квалитетот на пеењето, мислам се подобро и подобро пеењето вие и мислам дека Па, тоа е фала едно ти, ти си еден од ретките што Ги забележува? Што, Па јас ги сум забележува музичар. нашите музички квалитети. Ама не само тоа, ја музиката кога ја слушам, не слушам, сваќаш, ја не пијам ракија и лупам на маса, ја слушам музика и ги слушам деталите, слушам продукцијата, гледам, слушам детали. Многу малку од новинарите и тоа имавме едно интервју кое што треба да искочи за еден портал. Не праша, вика, имаше прашањето се одлучивте за голема сцена да настапувате. Дали уживате моментално во статусот во кој што ви се нуди? Ја викам, ал кој е тој статус? Абе, кога ќе 15 направите години сме своја за- емисија, кога ќе направите своја емисија, интервјуирајте ме. Сега треба да зинам, нема да заправам.
сваќаш има Здраво, има Јанко, многу. како си? Слушам дека имаш концерт благодарам на што ме 17. поканивте. И буквално ја реков на тоа прашање дека да, затоа што имаме одличен фидбек од Не, публиката. и- Нормално е да гледаме и да сме нели не се привилегирани, одговара на ова. да, не види да сме Стефан, привилегирани. не На се секој одговара прашање на- се одговара, меѓутоа привилегирани сме како група, како музичари да имаме можност да настапуваме на голем стејдж, голема сцена. Да Вака. не биде тоа сега у еден почна настапот од дискотека или си дошол Дозволи дома му у на 7. поискусниот И стеж, само сака да извини, кажам. само ова Нека да не збори, забравам. И викам, расположен. меѓутоа зашто Од никогаш дома иде и вика како ќе зборам се. вака Спремен се, е. ви Кафе не, си има да пием, Сериозна го ми е, сеќам. сериозна ми е тема, затоа што ја викам зашто секогаш сме наишле на новинарски пофалби, леле како ремек дело од спот, какво промоција, какво она, какво ова, никогаш никој не спомнал колку уствари Nextem вредат музички. Ме сваќаш? Секогаш има на пример за други изведувачи, тој е најдобриот, тој е овој, тој е ова, она е најдобрата. Никогаш не прогласил некој, али ја викам, мене ме прогласила публиката и тоа ни е најбитно. Таа голема сцена што ни се нуди у моментов, ни е стварно Па, сатисфакција. Види, ако ми е мене едини комплимент од музичар најголем што го имам добиено е Тоше Проески кај мене во емисија. И пред да почнеме викам, слушај, скапан си, уморен си, ова е пред да почине, последното. Викам да баталиме, а не вика сакам кај тебе. Абе викам не мораш, викам, и онака те викаат по други телевизии. А ја бев тогаш топ, викам, со Тоше, без Тоше, ништо не ми значи, а бевме другари. Не вика, вика, сакам кај тебе. Зошто бе викам? Затоа што вика со тебе едино правиме муабет за музика. Други ме прашуваат што сум легнал, со кого сум се залапал, каква кола сум купил, колку ова карти, колку пари ова. Вика само со тебе за музика се прави муабет. Видиш, човекот препознал нешто. Затоа ја ти кажав еден од ретките си што кажа. Проблем е, види, јас сум со тројка дојден и како музички новинар у ова, фрлен у политика. И се снаоѓам у политика, ама у музика нема што да се снаоѓам, мене ми е природно. А проблемот е што нема музички новинари кај нас. Но не им замерувај кога ќе постават глупо прашање, затоа што не знаат што да постават. Не гледаат интервјуа, например, на BBC или на некои други музички, ова, што музички новинар прашува. Или што треба да знаеш за музичарот, што да го праша. И вие сте споредна работа. Културата во Македонија е споредна работа. Ама, пошто се среќни со Next Time да направат муабет, и ќе праша нешто, било што, тоа му доаѓа. Не може да навлезе, не слуша дома музика, нема USB у него, нема CD, он нема да се... Ја ти гарантирам, сите што ве интервјуирале не го преслушале албумот. Имав едно искуство да ти кажам, са не ми текнува со Не е кој битно новинар, тоа. не е битно кој новинар. Правиме промоција за исто CD у Мериот, промоција голема, се ангажираш цел ден, труд едно друго и са прво прашање Симијам од сцена. Кажи 2 збора за CD-то. Врти глава. Кажувам 2 збора за CD-то. Второ прашање, што мислиш за LGBT? Викам, Ама како нема, толку му можеше, е. викам како Ама можеше толку му е. човек да ме Ама прашаш дали на разбираш? промоција што уште луѓе ме чекаат да се поздрават, да се сликале, го почитуваат нашиот труд. Ти од нигде никаде ме прашаш нешто што ти иде у прилог за 7 недели од сега. Добро, и што Или му било одговориш какви- твоето мислење за LGBT? А кој ти е крив, сега го постеке. Па не, муабетов, нема мислење, не се мешам тука, тоа си е Не, секој со не одговај, се секој со зафркава. својата среќа, тоа е тоа. Вие морав да го забрзам интервјуво, сме на пола Да, пат, на затоа пола. што имате проба во Да. 21 часот. Ја имам спремено материјали од вашите бестов кои ќе го вак. Она што колку можеме, не е страшно и да Сега го задзвони. дигнав. Абе, не е страшно и да задзвони, тоа нека се притресуваат как? други телевизии, ова јади. Врати си го телефонот тука, сурфај си, играј си, гемај зборам, ала, си, чатувај. телевизија Немој само да Јас збориш. денеска ти го сменив името на емисијата. Другари ме прашува кај ќе одиш, викам кај Јанко јади чварки. Супер. Оти сум дебелен и со Не, право. не, време е да се ребрендираш. Да, не. Значи нема да го сменам името. Кажем, Не, сега се ти да шалам. не се Не. викаш више Next Вчера Time. јадев бурек, да ти кажам пред Не, државно. не јадам бурек. Бурек Ја ја јадам. не ставам у уста. Тоа е метафорично Ја, кажано, јади Бурек бурек. е синоним за слобода гол. Знам, Јади те бурек е разбирам, нема слободно да се збориш што да. сакаш, па макар и глупо. Да. Тоа е демократијата. Не, јас се надврзувам дека јадев бурек вчера.
Слушај, ние се знаеме и приватно. Ја поготово со мајка ви, која нема да прашам, ама знам дека нејзи е посветен овој албум. Така или не? Па види, најпрво за Незе. Зашто? Затоа што е таа нашата лавица, затоа што таа е човекот кој што ние потекнуваме од разведени родители, од мали се кога разделени од нашите, кога па мајка ти 3-4 години оставена? имавме, На мислам дека. немилост. Да, Мислам, оваа си ги- земја е немилост, си ги- жена да немилост. оставиш. Си ги Добро. сакаме двата родители, меѓутоа ете такви биле околностите, се разделиле, живееме со мајка ми, нели, од колку имавме 3-4 години. Но вие сте тројца браќа. Да, и ние ги Четворица. Сама четворица. ви издигна и Четворица, ви да. помага и до ден денес ви помагаше, памтам, во вашата кариера. Не е мала работа. Има случаи каде што и кога сме били со продукции, тие продукции многу бара од неа, ја знаа нејзината слабост, дека сме ние слабост нејзина, па ја искористува финансиски. Бевме и на Евровизија, па новинари се шлепа на нејзин финансиски трошок, а тука застана друга никогаш. телевизија. Друга телевизија, не. Друга телевизија нели го организира тоа се. И ние сето тоа го гледавме, меѓутоа си рековме еден ден ќе вратиме, на било кој начин ќе вратиме. Почнувајќи од Ѓурѓо, ние рековме мамо или мајка, веќе нема потреба да фрлаш пари во нас, или ќе не биде, ние ќе заставиме сами на нозе, или нема да се бавиме со музика. И Многу искочи Ѓурѓа, среќа дајана од Господ тука била, меѓутоа нас не даде као идеја да пренаточиме у парче музика. И ни тргна работите во нагорна линија, фала Ѓурѓа Богу и е на стварно народот преломен момент. Да, и фала Богу на народот што се до тоа го прифати, затоа што реално кога направивме Ѓурѓа, која имавме се уште дома, не ја имавме презентирана на јавност, не знаевме дали ќе биде хит, затоа што ние бевме навикнати на поп музика, поп-рок музика и не знаевме дали народна песна може да биде хит песна. Тоа не е хит, стече, тоа е Добро, хит. песна. Хит е песна што трае 15 минути и ја Вергилин. забораваат. Нели е така? Не е А така. ова е, па Не е според така. мене така е. Чекај, ќе ти А, кажам, ова ќе е ти кажам дело, двата. Не, дело. полека малце. Сега послушај постар поискусен. Еве ја 2 тона ќе ви испеам, 2 збора ќе ви кажам и одма ќе знаете за што се работи. Yesterday. Сада Тоша ми- Малерот. Ама готово, све ви е Тоа мале јасно. За мене на Така, К15. знаете да е, Вики. таа е преку 50 Да. години, 60 години стара песна. Е тој хит. До ден денеска го памтите. Така и ова. Добро. Ако постоела песната, и нивните песни се од некои шкотски попевки преработени у оригинални верзии, немој да мислиш дека све им излегло, Господ им дал тотална оригиналност. Знаеш дека Yesterday, извини, ја пеевме една од први емисии, не знам која емисија беше, ја пеевме Yesterday. Види, се коинцидентно е со мојот. Сакам да кажам дека мене друго ми беше, знаеш, За хит. За мајка која прави иде у друг правец. кариера, и тоа сериозна кариера, сама, своја фирма, Со многу сопки. со многу сопки и плюс никогаш плати не задоцниле на вработени, секогаш исплатени се придонеси. Тројца прекрасни синови, изгледани, пораснати и до последен момент додека барале, давано, не се прашувало што и колку. Тоа е голема работа. Да, супер. Да. Мислам секоја Сузе покажа таква љубов спрема своите деца и јас само мојата сопруга можам да ја споредам како исто се понаша, иако на моменти само кога ќе ми текне, ја викам дај не претеруј малце и после ќе ми текне и на сузе, викам не се единствени. Тоа е Не, мајкината нареден пат љубов да е викнеш голема. емисија. Фала ти, Јанко, знам дека и Викнева значи емисија ова. некој ден. Зашо да зборам? И ни значи нас Ќе искрено. биде многу скандалозно кај незе ако поставам прашање И за професионалниот. Прошлиот пат исто зборевме вака, пошто нели се знаеме и приватно, ние знаеш како е, што е. И вика мајка ми, леле Јанко ќе го убиам, не ми извади од уста. Да, Ама позитивно. Позитивно. Она се позитивно. срами. Ние Многу кога е викнавме срамежливо. на промоција, ја викнавме да се качи на сцена да кажеме
ова е нашата мајка, она не ќе ще искочи, мислам дека 30 секунди ја молев пред мене, викам, дојди бе, не ме срам. И се качи. Има не знам луѓе кои не можат тоа да го направат. Искрено, мене да сте ме викнале, ни ја не можам да излезам пред публика жива. Овде укручиме камера, можам 100. Викни ме на концертот само да ве поздравам, добро вечер, Можеш на повелете. Бубамара, гледам Бог еден дачи. тон Бубамари, знам дека искачаше ти. Не, пред публика. не искачав на бумамарите. Само на една искачав, се усрав Да. и никад више. Ви, Не, не, многу лошо реагирам пред жива публика. Пред камери можам. Да завршам Вие сте само, супер. да завршам Заврши и почни. Пред се за нашата мајка, Албумов. меѓутоа има и други мајки, нели? Тоа е за нас друга мајка, е мајка Македонија. Во сите песни ја певаме мајка Македонија од овој тип. Така да, ете, у невреме, невреме, можеме да поклониме на Македонија еден албум, што веројатно може би да се надеваме дека ќе трае. Кога падна на Пирина, ја излези Ѓурѓо, во Крушево густа магла, слушам кај шумат шумите, Крушево Абер пристигна, Јованка Кумановка, нешто ке те питам бабо, глас ми се слуша и бонус ја излези Ѓурѓо заедно со Лозано. Ова се 9 теми на ова ваше навистина убаво, луксузно, дотерано, направено, стокмено правев. CD. Он го, омотот он го правеше. Како? Знаеш го дека правам он тоа. омотот се тоа како што изгледа, Дизајнот, Мартин браво, се прави. дизајнот е навистина убав. Ми се допаѓа дамата што Та ја Ѓурѓа, символизира. Тоа е Ѓурѓа. девојката од Ја излези Ѓурѓа. Да. Почнавме со неа, Заборавив завршивме и името те на... молам. Власта Ружиновска се вика. Како? Власта Власта Ружиновска. Ружиновска. Да. Да. Она е модел, актер. Не, она е наша пријателка Добро. и тогаш Мартин Бивша одбојкарка. одлучи да биде она главен лик во Ја излези Ѓурѓо. И сметавме дека треба да биде таа жената, на пример, која што ќе ја одликува мајката или Целиот Македонија. наш омот, затоа што се започна со, помеѓу мене Стерче. Пријатно И сум она, изненаден така дека да- она не е актер или модел. Не. Фантастично делува на сцена, фантастично делува пред камера. Да. Да, Ја сака супер. камера. Да. Супер, да. Претежно и во сите спотови вметнувавме луѓе што ние лично ги познаваме, затоа што знаевме и можевме, мислев дека полесно може да се направи контакт и муабет, да влезат полесно во филмот, што го бараме. Најлесно е да изнаемиш некоја манекенка или глумица, меѓутоа сакавме да видиме и кај самите луѓе што беа во и да го видиме она што ние го сакаме да го понудиме, да го осетиме кај нив. Дека со љубов сака да го работат тоа. Луѓе што не бара, на пример, пари или слично, едноставно се тргаа од нас. Музички продуцент на албумот е Никола Мицевски. Точно, да. Кажете ми за соработката со него. Со него па ја мислам дека заедно одлучивме со Мартин да он биде тој што ќе прави аранжман као прва песна за Ја излезе Ѓурѓо, затоа што ја имав дома као демо снимено и затоа што претходно го слушавме Николче Мицевски имаше една многу убава песна со Наум Петревски, аранжман правено на Птицо Бела беше. Со бела, да. Птицо Бела, песна што многу ни се свига Наум Петревски. Како песна? Птицо Бела. Птицо Бела. Птицо. Да, така. Многу убава песна и нели од ној албум со Каролина Гочева и сметавме дека тој треба да застане позади аранжманот на Ѓурѓа. Седнав со него, човекот ме разбра у 5 минути што сакам и тоа е она која ќе ти кликне од прва со у било што у животот, на пример се срекаш со работник да е приватен живот со девојка да ти кликне, нели? Ова во нашиот случај со работник и кога ни го презентираше првото демо на Ѓурѓо, ја викам Боже Господе, ова е исто како ја да сум го отсвирал, ама да знам да свирам. Као Прв него. пат у кариера за 21 година не ми се прозевал Озбилно? ниеден гостин Тоа значи дека премногу сум измачен периодов. и дека е досаден интервју. Не, Не, супер. не ми дава Стевче да зборам ич. Ама се договориме пред Да, се емисија. договоривме. Викам ќе Заедно живеете? Јас живам посебно, он посебно, брат ми Филип посебно. Идам и Виена, шетам, таму ми е. Со мајка кој е?
Со мајка. Мајка е поише Мајка на ми работа. си иде поише Мајка и на работа, мајка и Она се- живее на Она се работа. премажи за работата. Сега Така. барам уште еден стан да ти кажам право, меѓутоа цениве се рипнати до плафон. И викам, ај, треба да заработим уште малце од музика да си купиме. Добро, какви се досегашните искуства, како поминува овие песни кои се македонски, тешко македонски, наш ген, кои па дури да кажам не се некои далечно традиционални, туку повеќе овие комицки, борбени и така натаму, нели, Да. почеток, крај на 19 почеток на 20 век. Како поминува во околина? Дали има интерес, дали го разбираат овој сенс, например, Балканов, да речам, ајде да не идам подалеку. Дали има шанси оваа приказна таму негде да ја продаде? прошири. Нема менаџери. Види, за се Не, има интерес публиката. За се има Зборам, пазар. веројатно Сте на има. YouTube, јас Да, по со тоа што го гледаме на YouTube, коментарите се реално поише од странство. Ме разбираш, значи Например? интерес има. Што е Премногу твоето впечаток? странство, зборам, странство се Србија, Цел Балкан. Бугарија, Во ред? Босна има. Грција коментира, англичани коментираат, значи на сите јазици. Сега ние не можеме и да ги видиме сите тие коментари, пошто и не ни е работа да читаме коментари по цел ден. Меѓутоа, одмah штом се закачиш на песна, гледаш дека се коментира. Има интерес, дури лично не побарале зошто не дојдете Белград, Србија да пеете, да свирите, да го презентирате ова. Меѓутоа мислам дека за тоа треба да имаме и поголема продукција позади нас, промотори и луѓе што сакаат да не, мислам, организатори што треба да го спроведат тоа. Не можеме ние да се јавуваме концерт на Добро, концерт за да еве се овој нудиме. концерт што го спремате. Добро. Имате ли реално некое реална представа дека тоа би можело да се изведе, не знам, во Загреб, во Белград, во Лјубљана, во Софија? Така ние нас Во погледат. Солун. Тоа ние Имаме го гледаме меѓу- као слика пред нас. Тоа ни е И? животната животната цел во кариерата. Значи кога искачаме или кога се спремаме за сцена, ние тоа го замислуваме пред нас. Се без разлика каде ќе пееш, негде е подобро, негде е полошо, меѓутоа амбициите се тие. Тие се со овој концерт сакаме да Ме радува што ги имате. Знаеш амбиции. како, која е разликата кај нас со странците? Тоа што имаше една девојка, пејачка, Амира мислам дека се вика. Сад можеби грешам, можеби не, ама така нешто беше името и направи тука концерт, ваква некоја слична музика прави. И во Њујорк или во Америка, во не знам кој град, еве карикирам битно. Њујорк, ја испеа Јајза и Ѓурѓа. Ја испеа скоро слично на нашата изvedба, значи ја слушнала нашата, она ја Добро. слушала нашата изvedба. И одма после тоа ја шерува, ја пренесувам повеќе портали, одма прави концерт тука у Скопје. И сега си викам, зашто нас како музичари не ни се дозволи да направиме ако толку убава кој ви музика брани? во Босна, Што во е Хрватска? забраната? Па не бараат. кај чувствуват? Соседите не бараат. Не Нема бараат организатори, да, зашто не се јави некој да рече, next time има добар производ, знам дај да како ви идат. направам концерт. Да, не знам како идат работите. Треба да добиеш покани или треба да се понудиш. Бидејќи ова е добра лична карта. YouTube е одлична лична карта, Да. CV, што можете, што правите. Концертов ќе биде уште поголем. Мислам, Да. ќе биде ставен на YouTube. Да, ќе биде сниман да, со ќе биде и видео продукција, биде аудио ќе сниман, биде по DVD. тие Spotify, YouTube, ќе го има и на телевизија тука Ќе го има у да. Јаде Борек да се емитува? да, Може, може. Ќе може? може. Нешто со пола уста. Не, дали имаме продукцијата со ќе друга дозволи? телевизија имаме- договор дека треба да се емитува, меѓутоа може не, во не. после Шибе- емитувањето не, да не, се не, пушти. уживај. Не, уживај, премиерно, а иначе Премиерно, може да се- Готово, премиерно, уживај, договорот се е е во ред. таков. No hard feelings. Иначе е Живее- дозволено е се што е на Next Time е дозволено од пева сонцето. Вака и да И не е самиот знаеш дозволено, дека се што е на YouTube објавено смее да го објави секој со назнак не вртите на дека секој од 5 YouTube. минути. Следиме ние, не Да. вртите. Ќе ни убаво. биде драго доколку го емитувате и вие, нели? Да. Дали ова е албумов иде сериозна Не, чекај, уште малце сега. Сечи.
Не сеќање, него да довршиме ова за евентуално утрешни ангажмани. Завршуваме некаде со разговоров за 2-3 минути. Моментално за гостување имаме понуди меѓутоа до диаспората на Македонија, нели во Австралија, нешто преговараме за Америка, сега за Швајцарија не бараат. Тоа е голема Не бара и за Виена, ми мислам заинтересирани беа за Виена, можеби о том потом. Меѓутоа тоа се базира на диаспората таму. А мислам дека оваа музика и треба да слушнат, нели, и независни или другите, нели, граѓани на светов, затоа што е стварно нешто што мислам дека може да остави онака со зината уста. Знаеш ти во емисијава Сите колку луѓе пати што сме клучат. пуштиле убави изведби на вакви македонски песни кои ги изведуваат африкански, американски, шпански, оној мешаниот бенд со србин, украинец, шпанец што пее македонско девојче или што ти ја знам така и така натаму и така натаму. Значи не е веќе непознато во светот нашиот мелос, нашиот непарен ритам, нашава хармонија, нашава лирика. Така да Значи треба да се изменаџира ова. Да не тоа е ваша продаде борба. некој, да не Тоа продаде. треба да си најде. Тоа е наша ствар, да. Само не седите да чекате, ја имам пропуштено еден бенд под нозе ќе го газам. Кум ми е, брат ми е. Не бе, ако треба ќе ме поканат, не брес. Не, види, ние правиме се што можеме и во наша сила да воспоставиме контакти, меѓутоа не е лесно. Не е лесно. Едноставно, Еден Тоше Проевски се не е сеќавате лесно, колку да. тешко се пробиваш. И среќа негова што човек од страна го зема и го направи неговиот потенцијал го донесе онаму каде што заслужа, нели? Продажба. Денеска слабо се продаваат CD-а. Дали ова се продава или повеќе вие како Па, визит карта? Види, тргнавме со цел да имаме едно CV во рака, кај да одиме, меѓутоа на наша среќа, да ти кажам право и добро иде продажба. Кој е ќумур? Ти си ќумур у фацата, светлото лошо ти го Таков сврти. сум. Не, Комитар, добар е, револуција. таков е природно. Што би рекол Сашко Коцев, комита, револуција, остани. Има, може да го најдат по маркети CD-во, на Spotify стајано. Денеска луѓе на социјални мрежи претежно. На самата промоција функционираат. добар одзив имаше, после тоа почна и Ги сплативме трошоците од самата промоција, продажба. да се продаваат по Дури маркетите, повеќе. да Браво. го барат. Да. Ние сме среќни. За ова време каде што нели постои Spotify, iTunes и сите и YouTube, сега да продаеш па и у размери како нас до 500, не кријам, околу 500 цедиња имаме Тоа е продадено. фантастично. Па да, Тоа е Замисли фантастично. по 1000 бе. денари. да, Абе, и тоа цена за фантастично. 1000 денари. Колку е цена? 1000 денари. 1000 денари, 1000 денари, да. браво. Ама планираме да ја смалиме. Сега сакаме на концертот да го ставиме, меѓутоа Мој по не е Black Black Friday. Friday. На Не, Black сакаме да Friday. го ставиме на 1200 концертот да се продава, 1200. затоа што луѓе што немаат шанси, не знаат кај да го најдат, на концертот може да ќе го најдат, ќе видиме дали ќе го има за помала цена од Океј. Да. Зошто Јане Сандански салата? Па пееме за Јане Сандански, имаме песна за Јане Сандански, од тука секогаш сум се прашал зошто оваа сала Ја мислев никогаш технички ќе биде не одговорот. сум се прашал ја, поготоа еве кога зборам за мене, зошто И ти си никогаш дромец, не е да. направил, не е за аеродром или слично. Едноставно е преубава салата. Зошто никој не е направил концерт тука? Не знам дали политиката за им спортски била, настани, политиката на салата им била таква да не дозволувале или слично, меѓутоа еве ние кога се јавивме добивме одговор дека се разбира дека може и ќе им биде драго да направат, да бидеме првите артисти во Македонија што ќе направат концерт. Дали се плашеле од оние српски изведувачи, Па дали да им не се се полнат уништи сали со такви подот претежно нова салата. сала, па за да се крши и слично. Сега не викам дека е агресивна публиката, меѓутоа Вика, вие сте култен, Да. ќе ви ја дајам. вас. се прља, се прља. Сега кога ќе си донесам литро виски под миште. Ќе има таму, ќе има. Ќе има таму. Литро Како тоа бензин. ќе, ќе има таму. Па добро, се ова да спонзори сакаат да бидат дел од тоа, Стварно, сакаат имаат, браво, да. баш ме радува. Кога Добре, разбрав добре, се- озбилно, Па добре. види, многу добар период е ова сега е за концерти, прослави. Па така. имавме Колку е карта?
Па 600 600 денари. денари. 600 Мислам дека е денари, да. символична цена за ова. Најскапата 1000 денари, најефтината е 600 Што денари. е најскапата? VIP деловите се Веб деловите. не, Не знам мораме- што да си купам. мораме така да ги крстиме. Можеш доле во тие собите кај што е випот да пиеш без пари. Добро? Не се Да наплаќата. Да не ги изложиш утре. Не, така не, Доаѓаат така нема. не е планот. Ама Меѓутоа, Стефче јас рече- сметам дека не, картата не е Јас Држиш сум за стар збор. човек, не можам Држиш таму за у збор. први редови Ти стоечки. дојди ке се погрижиме Ти за не, тебе. Не, Се не, скире, ја ќе ќе те си смести. купам карта, не ме интересира, ја нема да ме погледнете, да ме видите вие до после концертот. Значи ќе си купам карта да знам што да очекувам. Карти каде? На МК Tickets, онлайн купување, И меѓутоа сите не нивни секој. продажни места ширум Македонија, градови, Имаш каде што Југотон, имаат, литератури. Ќе доаѓаат од други град? се разбира, ова го правиме за За сите. цела За Македонија го Македонија? правиме, да. Би сакале сите што што се во можност да дојдат. Ја да пишав на една- напуниме Значи, Значи салата. сакам да си купам VIP ложа, сакам рад да бидам. Ќе ти да. Јас пишав Добро. на социјалните мрежи, ова е концерт, ајде да се обединиме. Тоа значи време е во овој политички свет да даеме нешто заедничко, да нема поделби, да нема ништо, едноставно музиката не спои. Да слушаме македонска музика, да пееме за Гоце Делчев, за Питу Гули, за Јане Сандански, за сите. Додека не забраниле и тоа. Кај Какво време за забрани доаѓаат. Не, се шегувам, никогаш нема Не, да се се- случи тоа, но ја ви благодарам. Ќе ги Што пееме во доаѓате. сон. Кај вежбате? Сега треба да идете на проба, знам. Вежбаме тука во Ѓорче. Влаја, малце сме Во Влаја. далеку, да. Во Влај. Во Да. Влај. Изгужвата треба да се Касниме, колку е пробивате. саат? Па тоа е, да. Рековте од Уште 9. 10 минути имаме, Да. да. Ќе убрзаме. Ќе убрзате. Да, фала ти многу за Мене ми е жал, ја можам уште колимун да ве исцедам, има уште 300 муабети, Да. но ова е промо 17 декември, Да. Јане Сандански, сала Јане Сандански, Скопје. почеток 20 часа. 20 часот Се стандартно. отвараат вратите, од нив зависи кога ќе почнеме. Само да не биде, нели, доаѓаш у 10 на пола концерт. Дојдете си у 8 кога ќе почнеме тоа нас остана. Да. И ви ветуваме одлично шоу, убави македонски песни и ајде да зачуваме култура на Македонија заедно. Само ќе ве поштедам од технички прашања за разгласот, кој квалитет, колку вати, како тоа. поставен и така натаму Не и знам. така натаму. Тоа Благодарам Кеч. за гостувањето. Почитувани гледачи, значи покана за концертот на Next Time, промоција на албумот Мајка, нивни прв целовечерен самостоен концерт во салата Јане Сандански со сите оние убави песни кои допреа до нас, а ќе се видиме таму на концертот и ќе направиме поедно живели ако ништо друго. Сега во продолжение, додека да ги испратам на проба, се подготвува за концертот, еве, ние ги направивме еден омнибус од нивните најдобри дела и најдобри спотови што ги имаат издадено годиниве наназад. Од мене поздрав, лека ноќ и пријатно.